Мислам дека има логика да се одложи стартот на школската година, бидејќи сега сме во најефикасниот момент за пренос на вирусот. Мислам дека тоа ќе биде многу различно по 2 недели и предпоставувам, сметам дека ќе имаме корист од одлагање на школската година, односно точно кога бранот ќе почне да се намалува, да не даваме нови услови, да не обезбедуваме нови услови за експресно ширење негово. Така да мислам дека треба да се размислува во таа насока. Очекувам дека околу 2000 би се движел максимумот на ново инфицирани случаи и би било одлично ако бројот на смртни случаи ни остане под 10, а секако е за очекување да се случи тоа. Значи сакам да потенцирам дека сметам се наоѓаме во релативно добар дел, во релативно стабилна состојба, имајќи го предвид целиот тек на пандемијата, бидејќи оваа имунизација што се случува наназад 2 години не може да нема ефект. Ова што сега го гледаме како релативно благ тек на болеста, сигурно е поврзано со имунизацијата и мислам и на глобално ниво, секако и кај нас, но никако, и ова сакам посебно да го потенцирам, никако не е време да се спротивставиме на вирусот со фрлање на маските. Тоа е многу опасен повик, многу опасна една инсинуација, затоа што ние и во овој момент немаме никаква гаранција дека човек со омикрон ќе помине лесно. Значи, би било идеално ако некој гарантира дека заразувањето со омикрон ќе заврши само со имунизација без никакви сериозни последици и тогаш сите би тргнале во поход на зараза. Но тоа не е така. Апсолутно не постојат докази дека омикронот кај сите луѓе ќе помине лесно и затоа никако не смееме да ги отстраниме маските, мора да го ублажуваме овој наплив на нови случаи сепак значаен и сметам дека во скоро време би можеле да се релаксираме позначајно.